вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Урбаните вести. Под мотото Паметно предприемништво во организација на Европската бизнис асоциација. Денеска во Македонија по 8ми пат почна манифестацијата Европски ден на предприемачот и Европска недела на мали и средни предпријатија, како дел од глобалниот проект што го организира Европската унија на европско ниво. Целта на проектот е промовирање на предприемништвото, креативноста и иновативноста, како и информирање на предприемачите за поддршката што им се нуди преку разни форми за нивен развој, достапни во националните, локалните и програмите на Европската унија. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести, а еве погледнете во продолжение што останато ќе видиме во нив. Соопштени добитниците на наградата 13 ноември. На 2 ноември премиера на Огнени јазици во Драмски. Фондацијата Трајче Мукаетов додели 42 стипендии за студенти од медицина и фармација. Заврши изградбата на новото мултифункционално игралиште во Бутел 1. Денеска беа соопштени добитниците на наградата 13 ноември. Свеченото врачување ќе се одржи токму на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Во салата за состаноци и координации на Советот на град Скопје, денеска председателот на одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје, професор доктор Зоран Тодоровски, ја соопшти одлуката за добитниците на наградата 13 ноември на град Скопје за 2013 година. Па така од областа на науката и публицистиката добитник е Даути Даут, од областа на образованието и воспитувањето Славка Арсовска, од областа на културата Љубиша Никодиновски, од уметноста Драган Мијалковски, спорт Миодрат Мицковиќ, од областа на хуманитарната активност добитници се Миливоје Јанковски и Сузана Пауновска, од стопанството Никола Ветаџаковски и Сојузот на стопански комори, и од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природа добитник е Раде Кончар, сервис за поправка на електрични производи. Одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје за 2013 година за ученици и студенти се состои од Филип Конески, Бисера Степановска и Моника Стојанова. Наградите на годинешните добитници ќе им ги врачи лично градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски на свеченоста што ќе се одржи токму на денот на ослободувањето на Скопје 13 ноември. Инспирирана од прашањето за идентитетот, за јазикот и за опасноста од лошиот превод, веќе докажаниот автор на драмски текстови Горан Стефановски направи уште една драма која премиерно ќе биде изведена на 2 ноември. Драмата Огнени јазици ја режираше Слободан Унковски. На повидок е уште едно драмско остварување. На 2 ноември премиерно ќе се прикаже представата Огнени јазици на текст на Горан Стефановски и режија на Слободан Унковски. Како што истакна режисерот Унковски, ова е трагикомична драма која говори за идентитетот македонски, за јазикот, за Македонија денес, за духот на нацијата и за браќата Кирил и Методи. Драмата ја опфаќа духовната состојба на нашата нација, но не од политички аспект, додаде Унковски. Представата се игра во 2 дела, од кои првиот е во траење од 1,5 час, а вториот дел трае 50 минути. Говорејќи за јазикот, говорејќи за духот на нацијата, ние говориме за историјата и за браќата Кирил и Методи. Говорим надвор од политика за македонските состојби. Духовната состојба на нашата нација. И тоа го сметам за најважно. Авторот на драмата Огнени јазици Горан Стефановски на денешната пресконференција објаснуваше дека пиесата Огнени јазици го драматизира прашањето околу преводот, што е преводот и дали тој воопшто е можен. Преку преводот на браќата Кирил и Методи на Библијата на славјански јазик, Стефановски вели докажано дека преводот и тоа како е можен, што во драмата го зазема централното внимание на гледачот. Во преводот и премостувањето, вели Стефановски, е Господ, додека ѓаволот се крие во погрешниот превод, во збрката и безсмисленоста. Насловот на драмата се разбира е преземен од Светото писмо и од чудото на Педесетницата. Тој ден се појавиле огнени јазици, се отворија очите на слепите, се отна
ушите на глувите. Драмата е во известна смисла апологија од една страна на интелектуалниот подвиг и духовното мачеништво на Кирил и Методий на фонот на оваа вековна борба меѓу световите на кирилица и латиница. Времето во драмата почнува денес, оди во 9 век 867 година и повторно жестоко се враќа денес. Драмата ги варира абсурдите на изгубеноста во преводот и на нешто кое кај нас го викаме расипани телефони. Ја му реков на Роберт, Роберт му кажа на Унко, Унко му даде, шо се... Абе, како така, шо збориш? Ама, не бе, секојдневно сме сведоци на тоа. Музиката е на Златко Оригјански, а во представата играат Драган Спасов, Благој Веселинов, Сања Арсовска, Филип Трајковиќ, Зоран Љутков и други. Шеста година поред фондацијата Трајче Мукаетов додели стипендии на најуспешните студенти од трета и четврта година од фармацевскиот и од медицинскиот факултет од Универзитетот Свети Кирил и Методий од Скопје. Оваа година наместо 40 беа доделени 42 стипендии, 20 на студенти од фармација и 22 стипендии на студенти од медицинскиот факултет, со што вкупниот број на досега стипендирани студенти изнесува 264 студенти, истакна првиот човек на Алкалоид Трајче Мукаетов, додавајќи дека 17 од нив се веќе редовно вработени во Алкалоид, со ветување дека бројот на ново вработени студенти ќе расте и во иднина. Деканите на двата факултета го поздравија стипендирањето од фондацијата Трајче Мукаетов. Управниот одбор работеше сериозно според постапката на избор на студенти кои ќе ги добијат стипендиите. Од трета и четврта година при овие два факултета на универзитетот се одлучивме на избор од 42 наместо 40 стипендисти заради бодовните критериуми кои беа многу слични во делот на медицинскиот факултет и при тоа изборот падна на избор на 20 студенти од фармацевскиот факултет и 22 студенти од медицинскиот факултет кои ќе добијат стипендија оваа година. Заклучно, со овие нови 42 студента кои добиваат стипендии од фондацијата Трајче Мукаетов, досега фондацијата Трајче Мукаетов има стипендирано 264 студенти. Од тие 264 студенти 141 студент имаме од фармацевскиот факултет и 123 од медицинскиот факултет. Оваа година ние имавме ситуација да ни се пријава 23 кандидати, така да комисијата немаше некоја претешка задача, можам да кажам, со оглед дека навистина најдобрите кандидати со најголем просек и кандидати кои што имаа и потреба од финансирање како критериум дополнителен со оглед на материјалната состојба на семејството, да се направи ранг листа која што управниот одбор на фондацијата ја прифати, така да од трета година во овој случај ќе бидат 16 студенти финансирани и стипендирани, а од четврта година 4, вкупна бројка од 20 листа. Оваа фондација покажува како може да се мотивираат и стимулираат сите оние студенти кои што ја добија оваа стипендија, меѓутоа и сите оние кои што не ја добија, а секако ќе вложат дополнителни напори и знаење за да во наредната година ја добијат оваа стипендија и се најдат на ранг листата на оваа фондација. Оваа година, на медицинскиот факултет аплицира за оваа стипендија 51 кандидат. Во стартот, имавме 20 кандидати кои што не ги исполнуваа условите. Од сите други останати кандидати се направи ранг листа, беа земени во обзир успехот и социјалниот статус, односно материјалниот статус кај кандидатите и на тој начин се издвоија 22 студенти, односно 14 студенти од трета година на студии и 8 кандидати од четвртата година на студии. Во непосредна близина на основното училиште Свети Климент Охридски во населбата Бутел 1 завршија градежните работи околу изградбата на спортско-рекреативниот комплекс кој општина Бутел го градеше во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Изграден е и паркинг простор на површина од 1800 метри квадратни, а општината од својот буџет издвои средства во висина од 2 милиони и 300.000 динари. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Деноиве во непосредна близина на основното училиште Свети Климент Охридски во населбата Бутел 1 завршија градежните работи околу изградбата на спортско-рекреативниот комплекс кој општина Бутел го градеше во соработка со Агенцијата за млади и спорт.
Игралиштето е мултифункционално, што значи дека може да се играат повеќе спортови како мал фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Општина Бутел исто така изгради и паркинг простор со асфалтна површина од 1800 метри квадратни. Градоначалникот Петра Латиновски изјави дека овој комплекс ќе биде збогатени со забавно детско игралиште за најмладите жители на оваа населба на која моментално се работи. На големо задоволство на граѓаните на Бутел, а на едно мало разочарување би кажал на некои кои што сметаа дека со рушењето на игралиштето кое постои, на кое што денеска се гради верскиот храм, мислеа дека граѓаните, тоест младите, спортистите од Бутел ќе останат без свое катче каде што ќе можат да го поминуваат своето слободно време и каде што ќе можат да тренираат и да се надпреваруваат. Еве, сето тоа денеска е на виделина, значи успеавме заедно со Агенцијата за млади и спорт да се изгради повеќе наменското игралиште во ова населено место. Не само повеќе наменското игралиште, туку локалната самоуправа успеаме да направиме паркинг простор од негдека приближно до околу 1800 метри квадратни, каде што вложиме сопствени средства до околу 2 милиона и 300 илјади денари и сакаме овој простор околу ова повеќе наменско игралиште да биде место каде што ќе можат граѓаните на сите овие што живеат во непосредна близина на овие на населеното место Бутел 1, Кучевачка бара, да можат да доаѓаат, затоа што овој простор сакаме да го дополниме, да го со нови содржини, а едно од тие содржини ќе биде изградба на мини детско игралиште во непосредна близина, каде што исто така ќе можат најмалите со поставување на реквизити да се забавуваат. Просторот околу целиот спортски комплекс ќе биде и хортикултурно уреден со дрвја и седенци, како и со урбана опрема од канти за отпадоци, клупи и фонтани за пиење вода, со што ќе се добие мини парк за прошетки и одмор за граѓаните. За сите овие потреби, општина Бутел издвои средства од својот буџет во висина од 2 милиони и 300 илјади денари. Советниците од Советот на град Скопје денеска имаа можност да му постават прашања на градоначалникот Куца Трајановски, од кои највпечатливо беше интересирањето за финансиската состојба во која се наоѓа градот, со низа критики за ребалансот на буџетот. Трајановски, одговарајќи на советничките прашања, тврдеше дека градот не се задолжил, објаснувајќи дека доколку тоа се случило, ќе било одлука донесена на Совет и советниците ќе биле запознаени со истата. Трајановски објаснуваше и по кои критериуми се правел ребалансот на буџетот. Околу финансиската состојба на градот Скопје и околу тоа дали ние дополнително сме се задолжиле, че јас морам да ви кажам дека не сме се задолжиле дополнително. Мислам дека и службите неколку пати тоа го кажале, туку е променета динамиката на исплата на задолжувањето со оглед на тоа што знаете за катната гаража кај Беко, изведувачот кој што изведуваше, се раскина договорот со него, имаше еден период значи, на намалени изведи, а со тој неисплаќање на обрските према изведувачот и заради тоа моравме да направиме нова динамика, така да тоа не е ново задолжување. Ако имаше ново задолжување, тоа ќе мораше да оди преку Советот. Финансирањето на единиците на локална самоуправа, за жал, во Република Македонија, се уште не можеме со голем процент и степен на точност да ги предвидуваме. Вкупно 3000 дрвца, листопадни и зимзелени. Градот Скопје ќе додели на сите заинтересирани куќни совети и урбани местни заедници во рамки на традиционалната есенска акција за доделување садници, а ќе бидат стручно засадени од вработени лица во јавното претпријатие Паркови зеленила. Куќните совети и местни урбани заедници, кои сакаат да им бидат доделени садници, треба да поднесат барање за доделување садници до секторот за комунални работи на град Скопје, булевар Илинден, број 82. Субјектите во барањето треба да го наведат бројот на садниците што бараат да им се доделат и точната локација на која што планираат да ги засадат дрвцата. На барањето треба да стои печат од куќниот совет или од местната урбана заедница, стои во соопштението од град Скопје.
Во акцијата ќе се доделат најмногу 10 садници. Барањата за добивање садници треба да се достават од 1 до 15 ноември. Решенија за нивно доделување ќе се издаваат од 11 до 22 ноември, а садниците ќе може да ги подигнат исто така од 11 до 22 ноември од јавното предпријатие Паркови и зеленило во градски парк или од расадникот во населба Бутел. Акцијата на град Скопје за доделување садници се организира 6-та година во 2 етапи, на пролет и на есен. Тука никаде го завршуваме и овој прв блок од вестите, во кој што ве информираме за урбаните случувања во градот. Сега следуваат спортските вести, веднаш по рекламите.